Македонско оро. Според содржината и кореографијата, македонските народни игри, песни и музика може да бидат обредни и световни, односно соборски или празнични. Од обредните игри се издвојуваат додолските, лазарските, коледарските, русалиските и други. Во световните игри спаѓа тие што се поврзани со животот и работата на нашиот народ, како што се борбените, свадбените, жетварските, љубовните и други. Според формата, ората се делат на ора што се играат во полукруг, во затворен круг, во змијовидна форма или пак во парови. Македонските ора се многобројни и разновидни. Во разни краеви тие имаат различни имиња, во зависност од местото и начинот на играњето. Нивните имиња се изведени од имиња на места, лични имиња, занаети, животни, инструменти, според видот на орото, според начинот на држење и според обичаите. Ората обично се играат и за време и на верски празници, како за Божиќ, Водици, за Великден, за Ѓурѓовден, за Петровден. Се играат на државни празници, на венчавки, а местата на кои што се играат се на сред село, пред црквите, училиштата и пред куќите. Македонските ора имаат и одлики што се манифестираат и во разнообразноста и богатството на движењата и ставовите, односно според држењето во играњето. Тие може да бидат отворени или затворени, а играчите да се држат за раце, за рамења, за појас, под рака или со рацете свртани надолу. Сите играчи играат на ист начин, освен челниот и последниот играч, кои смеат да изведуваат додатни чекори и движења. Ората обично се вијат на десно, но има и такви што се вијат на лево. Изреката се пренесува од колено на колено. Например, е конкретно рефлектирана во некој движење на ората. Македонските ора изобилуваат со кореографски движења, како полусвртување, клекнување, поскокнување, трусање, вкрстен чекор, страничен чекор, играње на колена и многу други. А исто така, многу ора имаат промена во ритамот, обично менувајќи се од бавно во брзо темпо.